тлото во Турција не мирува, се уште се многу силни оние авторшокови што се случуваат во југоисточна Турција и особено кон границата со Сирија, во регионот кој рано изутрината беше погоден од разорен земјотрес во сојачина од 7,4 или 7,8 во зависност од изворот од кој стасуваат, различна е магнитудата според Рихтер, која го погоди и во секој миг расте бројот на жртвите. Светот се солидаризира во обид да им помогне на страданите и на Турција. Исто така стасуваат апели и пораки со поддршка и со сочувство за настраданите од светските лидери, а медиумите објавуваат навистина стравични, драматични видеа и снимки од урнатините во Газиантеп и во околните градови и од се она што се случува како акција на надлежните во помош, во обид да им се помогне на настраданите. Ние во продолжение ќе чуеме коментар на оваа тема од директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИС, професорот Владко Шешов. Професоре, во програма на Телма сте, ве поздравувам од тука и ве замолувам за кус коментар за природата на ваков потрес. Од каде толку силна сеизмичка активност и толкаво количество на ослободена енергија светот не памети, барем ние оваа генерација не паметиме толку силен потрес во Турција. Добар ден Горан и поздрав до вашите гледачи на Телма телевизија. Да, сведоци сме дека утринава се случи катастрофален земјотрес во југоисточниот дел на Турција на граница со Сирија и навистина според сите информации представува катастрофален земјотрес, како што спомна и ти, 7,8 магнитуда или 7,4 според некои други извори, секако бидејќи се работи за голема магнитуда, ќе има мали поместувања на самата магнитуда, бидејќи се работи за голема ослободена енергија, ќе треба научниците и сеизмолозите да се уште малце поработат за дефинитивното дефинирање што се вика на самата магнитуда. Точно, голема трагедија, има голем број на загинати луѓе. За сега последните информации се дека 500, а тој број секако според овие слики што ги добиваме ќе расте. Инаку според овие фотографии кои веќе го обиколуваат светот, навистина објектите имаат претрпено драматични оштетувања. Гледаме дека се работи за комплетни срушени објекти, што значи дека бројот на повредени и загинати луѓе ќе расте. Инаку, навистина е огромен земјотрес во поновата историја. Веќе имаме информации дека еден од најсилните регистрирани земјотреси во поновата историја на Турција. Инаку, генерално овој регион тачно ние велиме дека има потенцијал на вакви и слични земјотреси, значи со ваква некоја јачина од седмица и поголемо. Меѓутоа, самата изградба на објектите може да се од постар датум, овие што барем ги гледаме на телевизија, навистина се катастрофални оштетувања, иако се работи за силен земјотрес. Се надевам дека тие понови објекти што се проектирани и димензионирани по нови прописи имаат останато неоштетени. Инаку, како што спомна и ти, ние сме во контакт од Сабајле со нашите колеги од Истанбул и Анкара пред се, од универзитетите, од истражувачките центри, да им понудиме каква таква некоја поддршка или помош. Инаку треба да знаат и гледачите дека сега во овој момент најбитни се интервенциите на единиците за брзи интервенции. Тие имаат одличен систем, одлична институција АФАТ, имаат и војската сигурно ќе излезе. Најбитно е сега да се спасат тие луѓе што се заробени под урнатините, а потоа дури после 2-3 дена од кога малце ќе биде, да кажеме, смирена почвата, иако за ваков тип на земјотрес почвата уште долго време ќе се тресе, па дури потоа да се прават некои брзи проценки кои објекти се стабилни, кои ќе бидат за рушење, кои има се уште можност да бидат санирани и така. Меѓутоа пак ќе кажам тоа во некоја втора, трета етапа. Сега најбитно е солидарна помош, излегување на единиците за брзи интервенции да ги спасат тие луѓе што се под урнатините. Инаку, како што спомна и ти, наредниот период секако ќе има авторшокови,
колкави ќе бидат тие, се надевам дека ова беше мейн ивент, главниот ивент, дали ќе бидат на тој ранг или пониски, останува да следиме, што се вика, секој час. Господин Шешов, ви благодарам многу за вклучувањето во утринската програма на Телма. Благодарам и на вас. Да, ве поздравувам. Последните информации од теренот велат дека веќе бројката на загинати е надминала 600, но бројката на повредени се брои во илјадници, така што може да се очекува зголемување за жал на бројот на жртви.